Пензионерите од Кочани по втор пат организираа протестен марш и собир на кој побараа линеарно зголемување на пензиите, како и обезбедување дрва за огрев или подршка во плаќањето на дел од трошоците за електрична енергија. На собирот пред просториите на Сдруженијето на пензионерите беше нагласено дека причина за протестот е лошата состојба во која се наоѓаат пензионерите, посебно оние со најниски пензии, кои не можат да си ги купат основните прехранбени продукти и лекарства. Ги поставуваме следните барања. Линеарно покачување на пензионерите по 3500 денара за сите пензионери. Најниска пензија да биде минимална плата. По 3 метри кубни огревно дрво за пензионерите со најниска пензија или надомет за струја на тие пензионери што се греат на дрва. Бесплатни лекарства за хронично болните пензионери. Тоа се барањата. Целиот народ што е соберен е за таа цел. Да се качат пензиите, нас не интересира друго. Бидејќи се тешко обстанува, на пазарот кога ојде за сите е исто. Нема да застанеме, ќе бараме прием по 2 члена и ќе владат од сите градови. Тамо има можности кај да не прима, а ја мислам дека владата ќе има слух и Министерството за труд и социјална политика и дека ќе не прима и дека ќе не разберат, па дај Боже и да не сватат. Причината е што не е мала пензијата си. Што немаме пари за екзистенција, за лекови, за храна, за давачки. Што сме работили по 35 години, а не са ништо дале. Присутните на протестот повторија дека во Кочанскиот регион има над 6200 пензионери, а линеарното покачување ќе биде пооправдано затоа што повеќе од половината од нив земаат пензија под 15.000 денари. Протестен собир организираа пензионерите од општина Виница, при што беше дадена целосна подршка на иницијативата за линеарно зголемување на пензиите. Реконструкција на дел од кровот, санитарните јазли, тендер за набавка на ограда во подрачното училиште во Горни Подлог, реновирање на постоечкиот систем за затоплување, уредување на дворните површини. Ова се само дел од работните активности со кои се подготвува училиштето Свети Кирил и Методи за почетокот на новата учебна година. Проектот за реконструкција на дел од кровот го одобри Министерството за образование и наука во вредност од 13.558.022 денари. Оно што е најново моментално во нашето училиште е тоа што во текот на изминатите денови бевме информирани од страна на Министерство за образование и наука дека конечно е одобрен проектот за реконструкција на кровната површина во Централното училиште. Тоа е еден проблем со кој што нашето училиште се соочува доста долг временски период. Меѓутоа, сега, како што добивме информација од Министерство за образование и наука, во текот на следната седмица веќе би требало да започнат и подготовките за градежните активности кои би се одвивале со цел да се направи една целосна санација на централниот кров во Централното училиште. Исто така, би сакал да напоменам дека во фаза на подготовка е исто така и проект за реконструкција на спортската сала на нашето училиште. Овој проект исто така го водиме заедно, ние како училиште, заедно со општина Кочани и со надлежната служба од Министерство за образование и наука. Средствата за реконструкција на кровот се обезбедени со измените на програмата за изградба и реконструкција на основните училишта по апликација од страна на општина Кочани на јавниот повик за финансирање проекти за изградба и реконструкција на училишни објекти од буџетот на Министерството за образование и наука. Целосната постапка за реализација на одобрениот проект ќе ја спроведе Министерството за образование и наука. Општина Чешиново Облешево ја заврши постапката за избор на изведувач на работите за крпење на прекопите и ударните дупки на улиците во населените места. Веќе е склучен договор со фирмата Стоименов од Кочани, која била и единствената што поднела понуда на тендерската постапка. Според подпишаниот договор ќе се инвестираат над 820.000 денари во бруто износ за реализација на градежните работи. Обврска на изведувачот е во период од 2 месеца да ги санира сите оштетувања што настанале од возилата во сообраќајот, од прекупувања и друг вид оштетувања на коловозите. При тоа договорено е да се исчисти и отстрани материјалот на коловозот со засекување околу прекопите и ударните дупки, а потоа да се изврши рачно асфалтирање.
Договорено е да се употребат 100 тони асфалтна маса, со кои ќе се асфалтира коловоз со дебелина од 6 см на локации што ќе бидат посочени од носителот на набавката, односно од општина Чешиново Облешево. Во организација на Сдруженијето Running Squad од Виница, на падините на Плачковица ќе се одржи меѓународната планинска трка Чупино Трейл, на која учесниците ќе трчаат во 3 категории, односно на 3 патеки со различна должина. Во тек е пријавувањето на учесниците, а трката е закажана за 26 август пред одбележувањето на денот на ослободувањето на Виница. Во конкуренција се 3 патеки, од кои најтешка и најдолга е Trinity Ultra Trail, на која ќе се трча во должина од 60 км со временски лимит од 16 часа и искачување и симнување од 2800 метри. Втората патека е Чупино Трейл од 32 км со временски лимит од 8 часа и должина на искачување и симнување од 1800 метри. Најлесна патека е Бумбарска Трейл од 16 км, каде временскиот лимит е 3 часа, а надпреварувачите ќе се искачуваат и симнуваат со висинска разлика од 550 метри. За учество на трката предвидена е котизација од 1800 денари за најдолгата патека, 1200 денари за патеката Чупино Трейл, а за најкратката котизацијата изнесува 600 денари. Стартот на трката е од градскиот парк во Виница, а контролни точки се на врвовите Чупино и Лисец на височина од 1680 метри, а враќањето, односно стартот, е повторно во градскиот парк. Со оглед на интересот за учество на трката, заинтересираните можат да се пријавуваат, а обврска е да поседуваат соодветна облека и опрема за престој во планина. За победниците се обезбедени награди. Пријавувањето за учество на трката е преку интернет страницата на chupinotrail.com.mk. Овој викенд почнуваат надпреварите од втората фудбалска лига. Во рамки на првото коло в сабота од 17 часот на стадионот Никола Мантов противник на Осогово ќе биде екипата на Беса 1976. Жолто-сините со тренинзи почнаа на почетокот на месец јули, а во рамки на подготовките имаат 2 контролни надпревари, при што жетварите претрпеа порази. Првиот контролен надпревар се одигра со екипата на Саса, а следниот беше со екипата на Трајал од Крушевац. По поднесената оставка од страна на Ефти Максентиев, промена беше направена во стручниот штаб, при што на негово место за шеф беше назначен Добринко Илиевски. Почетоците ги има во Македонија Ѓорче Петров и Вардар, а потоа и главен тренер на екипата на Тетекс, Кидго и Брегалница. Во надпреварувачката сезона 2017-19-21 е селектор на македонската фудбалска репрезентација. Двата контролни надпревара беа можност новиот шеф на стручниот штаб на жолто-сините, Добринко Илиевски и неговиот помошник Горан Гоцевски да ја проверат подготвеноста на играчите со цел да имаат успешни надпревари во втората фудбалска лига.